Кога Господ не штеди. Тоа е насловот на темата. Не се работи за штедење во банка, сигурно. На Господ не му требаат банки, ни штедни влогови или било што. Токму заради тоа што го има како таков, слава нека му е, ние се уште живееме во времето на милоста, затоа што тој сака да се спасат сите, ако е можно, односно да секој дојде до покаяние. Како што вели 2 Петрово 3.9, Господ не го забавува тоа што го ветил, како што некои мислат за тоа бавење, туку го покажува своето трпение кон вас, зашто не сака некој да пропадне, туку сите да дојдат до покаяние. Таков е нашиот Бог. Чека, трпеливо чека. И како што нели Мојсей побарал да ја види славата Господова, во Излез 34 глава, кога Господ му се прикажува, всушност му ги прикажува карактеристиките од својот карактер и вели во 34 глава од Излез 6 и 7 стих, Господ помина пред него, па се јави Јахве, Господ Бог дарешлив и милостив, долготрпелив на гнев, многу милостив и вистински. Искажува милост на илјадници, проштева опакост, греф и престап, но не остава неказнет виновник, туку ја казнува опакоста на татковците врз децата и на внучињата до 3-то и 4-то поколение. Накратко кажано, Господ е милост, Господ е милостив, но Господ е и правда, Господ е и праведен. Денеска ќе ја видиме оваа втора негова карактеристика, за да на крајот ја истакнеме неговата прва. И со тоа завршиме всушност. Да, Господ трпи, Господ е долго трпелив, многу милостив, спор на гнев, но доаѓа момент кога е испремен да казни и тоа често пати кога казнува не штеди. Имаме 5 места во Библијата каде што ни се кажува за такво нешто и сега ќе ги разгледаме, меѓутоа нема да одиме хронолошки, туку според обемот. Прво, не ги поштеди Содом и Гомор. И затоа читаме во 2 Петрово 2 глава 6 стих, ако ги осуди на пропаст градовите Содом и Гомор и ги претвори во пепел и ги постави за пример на идните безбожници. Значи, Господ не ги поштеди Содом и Гомор, знаеме, истори оган, помешан со сулфур и ги претвори во пепел. И ги остави како пример за идните вели безбожници, идните генерации безбожници. И еве зошто Господ не ги поштедил, во Езекијел читаме 16 глава, 49 и 50 стих. Езекијел 16, 49 и 50. Еве ги беззаконијата на твојата сестра Содом. Горделиво во изобилство на леп и безгрижно живееја таа и низините керки, а сиромашните и бедните не ги помагаа. И 50 стих. Се возгордеа и правеа гнасости пред моите очи и затоа ги сотрев како што виде. Кои биле гревовите на Содом и Гомор? Обично кога ќе се спомне Содом, содомити и одма мислиме нели на хомосексуалците и така натаму. Меѓутоа, еве што довело до таквите гнасоти во Содом и Гомор, вели горделиво, значи прво ја спомнува гордоста. Значи, што вели за гордоста псалмистот Давид во 19 псалм 13 стих. Многу што доаѓа од гордоста. Запази го својот слуга од гордоста, се моли Давид таму. Да не завладее со мене, тогаш ќе бидам непорочен, чист од голем греф. Гордоста е нарекува голем греф. Ја гледаме гордоста во Содом и Гомор. Изобилие, живот во изобилие, изобилство вели на леп. Како што нели денеска Западот живее, да кажам така, и затоа Западот највеќе и ќе почувствува оваа зима.
Ние сме навикнати да кризираме, така да не верувам дека нешто многу ќе почувствуваме. Јас лично не верувам дека ќе има криза каква што беше на времето во Југославија, кога или кога требаше, не знам, да чекаме ред за црн леп или со бонови да купуваме по едно врекиче прашок или по некој таму зејтин, така натаму. Да. Како и да е, изобилието создава да луѓето не знаат што да прават со своите животи во своите животи. Отидете на запад ќе видите. И каква е состојбата им со црквите наши. Често пати сме дискутирале, па и воопшто состојбата во општеството. И безгрижното живење. Безгрижно, без никакви обврски, без едноставно онака лежерно. Се имаме, со се сме задоволени и нема што да му ја мислиме, а таквиот ум е сотонска работилница, како велиме. И згоре на тоа угнетување на сиромашните и не водење сметка за такви ранливи групи, за нивните потреби, како што вели овде во стихот. Тоа биле гревовите. И Господ не ги поштеди Содом и Гомора. Пушти оган од небото и ги спали. И велик таму, како велеше стихот, за поука за идните генерации, за идните безбожници. Значи, Господ не поштеди два града, Содом и Гомор. Реков, ќе одиме по обем. Не ја поштеди еврејската нација. Во Римјаните 11 глава, 20 и 21 стих, читаме Римјаните 11, 20, 21. Добро, поради неверието се откршија, оние природните питомите гранки, а ти стоиш преку верата. Не гордај се, туку бои се, зашто ако Бог не ги поштеди природните гранки, не ќе те поштеди ни тебе. Ако не се боиш, ако се возгордееш. Зошто Господ не ја поштеди еврејската нација? Природните гранки од маслинката. Осија 8.1 читаме: трубата на уста како стражарот на Господовиот дом, зашто тие го престапија мојот завет, го престапија мојот закон. Или во 12 стих од истата глава Осија, 8 глава, вели: да му напишам и 1000 своји закони, тие ќе ги сметаат за туги. Неважни, не се однесуваат на нив. Повторно, веројатно, гордост во прашање, меѓу другото. Израел го заборал својот творец и 8 глава 14 стих. Израел го заборави својот творец и се изгради дворци. И Јуда ги умножи цврстите градови. Ке пуштам оган врз нивните градови, огнот ке му ги голтне дворците. Заборавија на својот творец, заборавија на својот Бог. Ако читаме вако подолг извештај, имаме во Псалм 106, но ќе се задржиме на овој дел, затоа што ова често пати знае да биде наша карактеристика и затоа и не сме постојани. Значи, некојаш може би ќе ги фрлиме грижите на Господа, ама некојаш, оно што најчесто, ќе си ги натовариме на себе. Иако и читаме, и имаме ветување и така натаму, и ред други работи, значи не сме постојани. Псалм 106, во 106 псалм имате кратко видување, значи накратко видување на сето она што се случувало со израелците пред се во пустината, и читам од 7 стих и видите што се случува со Израел овде. Да се подсетиме, ние ги знаеме овие настани. Нашите татковци во Египет не загрижени за твоите чудеса, не си спомнуваа за твојата голема милост, туку се побунија крај морето, крај Црвеното море. Но тој ги избави заради своето име, за да ја покаже својата сила. Му заповеда на Црвеното море и тоа пресуши, ги преведе меѓу брановите како низ пустина. Ги избави од раците на нивните мразители, ги ослободи од раците на душманите и водите ги покрај нивните непријатели. Не остана ни еден од нив. Неверојатно чудо, значи. Неверојатен настан. Сме имали ли ние некојаш Црвено море во нашиот живот и вакво искуство, вакво избавување? Тогаш вели поверува на неговите зборови, му пееа пофалби.
Но, 13 стих, речи си ги заборавија неговите дела и не се надева на неговата волја. Ево човекот. Тоа е човекот. Се полакомија многу во пустината, го искушуваа Бога во осаменост, им даде што бараа, но им испрати треска во нивните души. Ова исто дел од пуката. Мислеа дека тоа е добро, за нивно добро, меѓутоа, еве што се случи. Му завидеа тогаш на Мојсија во логорот на Аарона, Господовиот светија. Земјата се отвори го голтна датана и ја покри Авироновата дружина. Оган падна врсета негова дружба и пламенот ги изгоре злотворите. Направија теле во Хорив, му се поклонуваа на лик излеано злато, ја заменија својата слава со лик на бик што јаде трева. Го заборавија Бога, Спасителот свој во Египет, правејќи знаци и чудеса во Хамовата земја и стравоти при Црвеното море. Веќе намислите ги сотрено, Мојсе, неговиот избраник, се зазеде за нив, за да му го одврти гневот и да не ги уништи. Ја презраа тие пожелуваната земја, не верувајќи му на неговото слово. Се роптаа пред своите шатори, не го послушаа Господовиот глас, се заколна тогаш со крената рака, ќе ги покуси сите во пустината, ќе го распрсне нивното поколение меѓу народите, ќе ги растури нив по земјата. Му се посветија на Велфегора и јадоа жртви за мртвите. Го предизвикаа со своите зли дела и тој фрли на нив помор, но стана Финес и го умилостиви и поморот го снема тогаш, тоа му се засмета за заслуга во сите поколенија довека. Го разгневија пак кај Меривските води и така натаму, го огорчија духот негов. И да не читаме. Се до тамо 45 стих. И повторно тој се сожале на нив, иако заборавија на неговиот завет, ама тој се сети на својот завет за нив и се сожали на нив во својата голема милост. И вели Елен Вајд во Пророци и цареви, Израел постепено тонел во отпадништво. Тоа е многу битно, затоа што истото се случува и со Божиот народ денес, постепено, години, тоне во отпадништво. Сатанат од поколение во поколение, повеќе поколенија минуваат, се трудил да го наведе избраниот народ да ги заборави заповедите, уредбите и законите, кои според ветувањето требале вечно да ги држат. Знаел дека кога го води Израел да го заборави Бога и тргне по други богови, им служи и ги обожава, тие сигурно ќе изгинат. И така и би. Не ги поштеди Содом и Гомор, не поштеди два града, не поштеди цела една нација. Не го поштеди ни предпотопниот свет. Цел свет. 8 души. 2 Петров 2.5. Не го поштеди стариот свет, туку го запази само Ное, проповедникот на правдата, со уште 7 души, кога наведе потоп врз безбожничкиот свет. И што беше пред потопот? Каква беше состојбата? Онаква каква што, кон која што се доближуваме. Господ виде колкава е голема човечката расипаност, Битие 6.5 до 8. На земјата и дека секоја мисла во неговата памет секојаш е само зло. Неверојатно, какво зло може да има во човекот и во човечкото срце? И што ќе биде со оваа земја, со овој свет, кога Господ ќе дозволи на оние ангели да се тргнат, да ги пуштат ветриштата? Господ воздивна и се натажи во своето срце дека го создаде човекот на земјата и рече, ќе ги истрбам луѓето што ги создал во лицето на земјата, од човек до звер, ползач и птици во воздухот и се. Ама Ное најде благодат во Господовите очи. 11 стих, во Божите очи земјата беше се расипала, земјата се наполни со насилства. Преполна земја со насилства. Какво ли ќе биде тоа? Видите, денеска не ви е сигурен животот. Ни од комшијата не знаете што ќе ве снајде. Видовте што се случи во Цетиње. Од врата на врата, од комшија до комшија. Страшно. Сите мисли ќе им бидат зли. Па што тоа значи? И Бог виде како се расипа земјата, секој суштество на земјата се изопачило.
Секое суштество на земјата се изопачило. И Бог му рече на Ној, одлучив да им биде крај на сите суштества, зашто земјата се наполни со насилства, и еве ќе ги уништам заедно со земјата. И еве што вели Елен Вајт во Патриарси и пророци. На тие предпотопни луѓе Бог им дал многу и богати дарови, но тие ги искористиле за да се прослават себе си и истите ги претвориле во проклество, обожавајќи ги даровите наместо дародавецот. Златото, среброто, скапоценото камење и скапоценото дрво ќе употребувале градејќи од нив себе си станови и се труделе да се надминат еден со друг во украсувањето на своите куки со најскапоцени трудови и дела. Се стремеле само кон тоа да ги задоволат желбите на своето горделиво срце и тонеле во сцени на уживање и беззаконија. Бидејќи не се труделе да го сочуваат Бога во својата свест, набрзо почнале да го откажуваат и неговото постоење. И обожавале природата наместо Бога, кој ја создал природата. И обожавале човековата гениалност, им се молеле на делата на своите собствени раце и ги учеле своите деца да се клањаат на кипови. Бог на човекот му дал заповеди да му служат како патоказ во животот, но неговиот закон е погазен, а последица на тоа е појава на сите можни гревови. Расипаноста и беззаконието, на кои луѓето отворено им се предавале, надминале секоја мера. Правдата е погазена и фрлена во прав, а до небото се издигнувало пекање на угнетените. Страшни сцени, страшни слики кои што ќе гледаме повторно. И Бог заради тоа не го поштеди целиот свет. Не ги поштеди Содом и Гомор, два града, не поштеди цела една нација, не поштеди цел свет. А 2 Петрово 2.4 вели дека не ги поштеди ни ангелите. Уште поголем обем. Значи на ниво на цел универзум. 2 Петрово 2.4, зашто ако Бог не ги поштеди ангелите кои изгрешија, туку ги фрли во мрачните бездни и ги предаде да бидат чувани за судот, па камоли насли. Откровение 12 глава 7 до 9, и настана војна на небото, Михаило со своите ангели завојува против змеот, и змеот и неговите ангели завојуваа, но не устоја и не им се најде веќе место на небото. И беше исфрлен големиот змев, старата змија, наречена ѓавол и сатана, кој го заведува целиот свет, беше исфрлен на земјата и неговите ангели беа исфрлени со него. Не е конечна нивната судбина се уште, меѓутоа знаеме кај ќе завршат. Значи, Господ ни тие, таа 1/3, кој знае колку милиони, милиарди, не знам, или десетилјади, како вели Библијата, на ангели не поштеди Господ. Заради тоа што повторно го отфрлија Божиот закон. Жителите на Едем, како и ангелите пред нив, биле ставени на проверка, среќата што им ја дал Бог можеле да ја сочуваат само под услов на целосна верност кон законот на Творецот. Можеле да слушаат и да живеат или да бидат непослушни и да пропаднат. Бог ги направил добитници на богати благослови, но ако ја занемарат неговата волја, оној кој не ги штеди дури ни ангелите кои ќе сгрешат, нема ниту нив да ги поштеди, со престапот би го загубиле правото на неговите дарови и би навлекли на себе беда и пропаст. Значи, Господ не поштеди два града, ги уништи со оган, Господ не поштеди цела една нација, Господ не го поштеди целиот предпотопен свет, освен 8 души. Господ не ги поштеди ни ангелите. Цела 1/3 кои што се бунтуваа начело со сатаната. И сега, читајќи и сите овие гревови и сето ова во кое што запаѓале и Содом и Гомор западнале и предпотопниот свет, и ангелите, така натаму, гордост ја спомнавме и ред други работи, дали не си поставуваме прашање, откако видовме каков е Бог во својата правда, да не поштеди никого од овие, кој сум јас, кој сме ние, па мене да ме поштеди. Ако направиме на ретроспектива на нашиот живот, дали ние не сме запаѓале во нешто такво, во такви гревови? Што сме ние подобри од израелците, да кажеме? Од цела една нација која што Господ ја отфрлил?
Може ли мене Господ да ме поштеди? И како Господ мене да ми прости ако не ги поштедел сите овие? И сега доаѓаме до оние стихови кои што ни беа и од поуката. И ова ќе кажеме сосема случайно, меѓутоа ништо не е случайно. Темава требаше минатата сабота да држам, така немаше врска, нити знаев во поуката дека ќе бидат овие стихови, меѓутоа ете сега така се поклопи. Римјаните 8 глава 31 и 32. И така, што да речеме на ова? Ако е Бог за нас, кој ќе биде против нас? Оној кој не го поштеди ни собствениот син, туку го предаде за сите нас, како нека ни подари се друго со него. Господ не го поштеди ни својот син. И тука можеме да застанеме и да се чудиме и да збориме до утре, вечери, не знам колку сакате, ќе сватиме ли какава е оваа жртва? Ќе сватиме ли што Господ дал за нас? Да, не поштеди 2 града заради нивната непослушност и гревови, не поштеди цела нација, не поштеди цел свет, не ги поштеди ни ангелите, по обем доаѓаме до најголемото. Не го поштеди ни својот син. Може да мислите, тоа не можеме ни да го сватиме тоа единство, како се тие единствени, тоа тројство на небото, тоа божество. Ајде да користиме тој израз. И да дозволи неговиот син да го даде, да се оддели од својот син. Може да мислите да бидете со некого сета вечност, заедно, се да делите, и сега треба да се разделите од него. Сета вечност, па ние едно маче дома или не знам, 2-3 години ќе поменете со него, па тешко ви да се разделите или не знам. Сета вечност. Но Господ не го поштеди ни својот собствен син, туку го предаде за сите нас, за нас да може да не поштеди. Ние да може да бидеме поштедени. И сета наша надеж е во крстот и во таа жртва дадена таму. И затоа во сета вечност ќе проучуваме за овој план на спасение и добро е да се навикнеме, како што вели сестра Елен Вајд, по 1 час дневно да размислуваме за тие сцени, да размислуваме за тоа што Господ направил за нас. Тоаш ќе сватиме големината и на нашиот грев, но и големината на таа жртва. Затоа, заради таа жртва, заради Исуса, во Негово име, заради Неговите заслуги, Господ не се забавува за тоа што го ветил. Господ ветил дека ќе дојде. И Неговото доаѓање е близу, но заради таа жртва, заради тоа што не го поштеди својот син, сака да не поштеди секој од нас и ни дава шанса да се покаеме. Вели како што некои мислат, не се забавува, туку го покажува своето трпение кон вас, зашто не сака некој да пропадне, туку сите да дојдат до покаяние. Нека му е слава на нашиот Господ за сето она што го направи за нас. Амин.